Во полнек е реновирањето на двата најзначајни музеи во Крушево, поврзани со илинденскиот период и борбата за слободна и независна Македонија. Тоа се музеот на Илинденското востание и споменикот Илинден, или кај граѓаните попознат како Македониум. Реновирањето на музеот на Илинденското востание чини околу 1,6 милиони денари и тој се одвива во неколку фази. Според најавите, треба да биде готов за 2 до 3 месеци. И таму, освен старите артефакти и документи, ќе биле изложени сосема нови документи и списи, кои што ја потврдуваат и докажуваат македонската историја и минато. Пред се ќе бидат изложени нови фотографии, кои што досега биле непознати или воопшто за тие личности ги немале како фотодокументација, потоа поврзана документација со нивната дејност, со историските настани. Еве тука би споменале документот кој што за сега барем е единствен документ современик и извор на Крушевската република, каде што прецизно се прецизира дека во Крушево е организирана локална управа од рангот на република по името Крушевска република, буквално се споменува, избран еден екзархист за преседател и воспоставена е 6-члена влада која што е поделена на ресори. Исто така тука ќе бидат изложени збирка на документи за подофицерот Тодор Христов, кој што прв пат ја догледуваат виделината на денот и ќе станат достапни за научната јавност. Тој е човекот кој што ги изработува скиците за Цршовите топчиња и планот за напад и одбрана на градот. Потоа исто ќе бидат изложени и материјали за Кирил Јанков, за војводите после Илинденското востание, за атентатите кои што се извршуваат во периодот после 904-911 година. Споменикот Македониум пак се состои од 4 платформи, кои што ќе бидат реновирани во текот на период од 2 години. Првата платформа се наоѓа на паркингот кај Гумење, која што се вика Пранги или раскинато робство. Потоа криптата или гробницата, училницата и самиот споменик, каде што е предвидена целосна надворешна санација. Се надеваме дека ќе успееме целиот комплекс да го реорганизираме, бидејќи под куполата имаме уште една просторија која што планираме да ја ставиме во музејска употреба, во најмала рака тоа да биде барем една сала за презентација на материјалите, за промоции, додека музеот на Илинденско востание во фази се обновува од 2013 година. Внатрешното обновување трае скоро година дена и очекуваме наредните 2 месеци да завршим. Целиот овој комплекс околу споменикот Македониум ќе бил ограден, а исто така ќе било поставено и ново хортикултурно уредување. До крајот на оваа година се планира да биде завршено реновирањето на музеот на Илинденското востание. Годинава во септември ќе започне исто така и реновирањето на музеот на Ноб, кој се очекува да биде завршен исто така до крајот на 2016 година. А годинава, според плановите, треба да започне и дел од реновирањето на галеријата на икони, која што се наоѓа во црквата Свети Јован.